Зошто имаше потреба и неопходност да биде Александар Ружин ангажиран и кои се точно неговите работни обврски како советник на Бенелукс? Какви комуникации има Македонија на дневно ниво со овие земји? Колку е неопходно да биде тој баш тој советник? Значи во канцеларијата на председателот на владата на Република Северна Македонија професионално се ангажирани 9 советници, 12 посебни советници и 39 надворешни соработници. Конкретно, за име што спомнувате, или друго име нема да навлегуваме, сите податоци ви се јавни на нашата веб страна vlada.mk. Сите информации што не се јавни, можете слободно да поставувате барање за информации од јавен карактер и одговорот ќе го добиете на време. Само уште кратко, веќе не време на колегите. Може да ни споделите една придобивка од сите овие силни бројки на советници кои што се ангажирани, една придобивка за државата, што направили, што е она кое што благодарение баш на нив. Значи, надворешните советници ги именува председателот на владата на Република Северна Македонија. Како што кажав, сите податоци се јавни на нашата веб страна. Тие податоци што не се јавни, може да поставувате барање до владата, до нашите служби и навремено ќе ви одговориме. Во оваа насока исто така, има ли некаков критериум, систем на заслуги, механизам за отчетност, нивна за овие советници? Се подразбира, тоа што го кажав порано, ќе го повторам, дека надворешните советници ги именува председателот на владата на Република Северна Македонија и тие дават отчет пред председателот на владата.